Здраво, Шкорпи! Дојдовме конечно и до вас и до видеото за вас, кој ќе се однесува на месец април 2022 и пред да започнеме со оно што треба да го чуете, јас само кратко кој делот со претплатата. Значи, кога јас велам претплатете се, тоа апсолутно не значи дека вие нешто треба да платите во пари, нити некогаш ќе треба овде да платите вие нешто во пари. Значи, содржините на овој YouTube канал се бесплатни. Бесплатни, значи ви повторувам, никаде ништо нема да платите. Со претплатувањето вие учествувате на друг начин, односно станувате дел од сите ова. Се зголемуваме, се шириме, лајкуваме, коментираме, споделуваме, нели? И апсолутно во пари ништо не плаќаме, а учествуваме само на тој начин. Значи, претплатете се, не заборавајте, кликнете на звончето, ќе се добиваат известувања и така натаму, да не должиме да преминеме на главното. Што има овде за Шкорпиите? Енергијата што ја чувствувам ќе биде малку за дел од вас, разбира, не може сите исто да поминеме. Дел од вас ќе биде некаква енергија на стагнација, не на некој период на инертност, на одморна. Таква некоја состојба за дел од вас, а за дел од вас ќе биде па сосема спротивна, и ќе ве чува во некој немир, во некоја состојба каде сакате нешто да направите, да избувнете, да нешто да направите, нешто големо да смените, нешто да превземете некој чекори што се стварно така поенергични. Ајде така ќе се изразам. Сега. Еден добар дел од вас, вие не се чувствувате убаво околу една работа, а тоа е оно што вие го проектирате, оно што вие го рефлектирате, енергијата што ја ширите, односно сликата за вас и работите што ги правите, оно што вие го емитувате од себе си, другите едноставно периодов не може да го видат или односно го гледаат спротивното. Значи, не дека не сака, туку се на некој начин во неможност да го видат оно што вие го проектирате, вистинската слика не може да видат. Може би, па некој што сакате пред некого да се представите на некој начин, тој нема да може да ве разбере и нема да има вистинска слика за вас. Не дека не сака, туку вие сте во некој превес каде што не може да се допре до вистинскиот вие, вистинската вие. И тоа ќе ви смета, затоа што вие многу нешто сакате да покажете, вие сакате нешто да покажете, нешто сте направиле, и ако имам чувство дека ова што го правите, милион пати паѓавте и се кревавте, и сега повторно сте се обиделе, и повторно ете некаква кочница, некаква пречка, луѓето не можат пак да видат нешто. Како што изгледа оно што вие сакате да го презентирате. Може би некој продукт, може би некој производ што сакате да го пласирате некаде, може би едноставно само вашето мислење, едноставно тешко ќе биде да се изразите. За друг дел од вас, мислам дека сакате нешто побрзо да се заврши, да се направи, но не земате во обзир дека, не земате во предвид дека невозможно е нешто да се заврши, се додека не се исполнат условите за тоа. А кај вас, во вашиот случај, условите се овие. За ова нешто да се заврши, треба да помине време. Ова е нешто, чувствувам кај вас во време. Вие не сакате, не ви се допаѓа идејава дека треба да помине време, сакате побрзо да заврши, меѓутоа верувајте, во овој случај мора да поминат, можеби 4 годишни времења. И двете карти ни го представуваат тоа дека 4 годишни времења треба да поминат за сето ова. Треба да го прифатите фактот дека
се на овој свет, се во овој живот си има одредено време. Ништо не може да се случи побрзо од тоа од која што е предвидено да се случи. Колку вие и да се напрегате, колку вие и да се обидувате, едноставно додека не му дојде времето, нема да се случи. Прифатете го тоа и ќе бидете помирни. Јас знам, се работи за нешто многу големо, се работи за нешто премногу значајно за вас, може би делот во емоциите, може би за некого и финансии некој, меѓутоа прифатете го фактот дека овде вака, додека не помине времето, нема да се случи, немојте да избрзувате. За еден друг дел од вас, мислам дека еден друг дел од вас ќе застанете, ќе бидете некако малку пооштри периодов и малку поизбувливи и тоа ќе донесе суровост кај вас. Значи, може да се случи, па добро, еве двете крена. Може да се случи да избувнете, да се случи некаква ерупција и да повредите некои луѓе. Значи, може некој да повредите. Тие што ќе ги повредите, јас не ви препорачувам, затоа што тоа се луѓе кои вас најдоброто ви го мислат. И тие се луѓе кои се најзначајни во вашиот живот. Затоа многу внимавајте и на чувствата, на зборовите, на мислите периодов. Не бидете избувливи за да не повредите некого. Ова произлегува од вашето разочарување. Вашето разочарување и чувство на неуспех ќе донесат вие да сте малце груби кон блиските. Внимавајте на тоа. Вие треба да сватите дека периодов треба да тие што кажав на почеток, тие ќе се во некоја енергија на одмор, во состојба на одмор, одлично, супер, тивка некоја енергија мирна, а тие што не сте, што сака да бидете избувливи, треба да сватите дека советот за вас периодов е одмор. Значи одмор, соберете ги мислите, соберете енергијата на едно место, да не биде раштркана на сите. И така ќе во таа состојба на одмор вие ќе донесете правилни одлуки и можеби само на тој начин ќе дојдете до успех. Јас гледам овде некој присуство на огнени знаци при вашиот живот, значи овен, лав и стрелец. Се обуват ке сите знаци до сега, не знам зашто, која причината, мете нешто ќе бидат истакнати огнените знаци април месец. Исто и кај вас се јавуваат и во вашиот живот овие, еве некој, јас мислам дека некој стрелец сте имале во животов, може би лав. Некој, може би па и овен, да. Вие знаете, сега, некој таков во вашиот живот, ете, тој може би не ја гледа вредноста, вашата вредност, не може да препознае правата слика за вас. И може би за дел од вас тој бил во вашиот живот, се случувале работи, меѓутоа вие не сте забележале дека тој нешто на вас чека, да преземете некои чекори, какви, не знам, меѓутоа чекал нешто на вас, долго чекал и чекајќи одлучил дека дошол до заклучок дека вие нема ништо да преземете и си оди од вашиот живот. Меѓутоа, некаде длабоко во него повторно се јавува таа некоја надеж дека ќе направите сепак вие нешто. Значи, ако се работи за ваков човек во вашиот живот, тогаш преземете нешто. Ако ви значи, преземете, чека на вас. И да е ставен крајот, ако вие направите нешто, ќе се врати. Ако сака да се врати, се разбира. Друг некој во вашиот живот едноставно не сака да види колку вие може да направите за него. Колку вие за него би направиле, не сака да види, затоа што не сака, знаете зашто вие не сте му кажале. Ете, затоа вие сте се надевале дека тој ќе го препознае тоа, нема да го препознае, значи тој некој не гледа колку вие. А во спротивно, пак вие сакате да
за вас тој е некој што многу би направил, не финансиски или некако со нешто дела, меѓутоа колку тој за вас представува се, колку голем е во вашите очи. И јас не знам зашто во тој случај и едните и другите чекате. Не ви оди во прилог чекањево, значи преземете нешто, превземете, ако сте во состојба, дојдете до него, кажете му ги вашите мисли, чувства и се ќе биде врз, затоа што енергијата соодветствува во моментов, периодов, април месец е добар месец за да придете до тие што ви значат, а не се во вашиот живот. Тоа би било тоа. Немаме повеќе време. И за крај, знаете што правиме, сега само уште да си замислите желба или прашање и да дадеме одговор, односно картите ќе ни дадат одговор. Ајде да видиме. Кој е одговорот за вас? Значи, драги мои шкорпи, две карти и тоа двете карти се совршенство, моите омилени. Ова е победа, ова е популарност. И како да ви кажам сега, значи, да, оптимистички завршеток на нешто, победа, може би возило, ти што мислите дека треба да... Ти што мислите дека... Што се прашувате дали ќе купите автомобил, да, ќе купите. Тие што чекате одговор дали ќе ја добиете биткава, ќе ја добиете сигурно, значи сигурно ве уверувам. Тие што се надевате на исход, мислам тие што се прашувате каков ќе биде исходот, ве верувам дека исходот ќе биде совршен, за вас совршен. И одговорот е два. И да беа две работи за кои се мислевте што и да прашате, и двете се да. Значи, драги мои шкорпи, се надевам уживавте и до следното видео. Чао, чао!